Во последните денови бројките на ново ковид диагностицирани пациенти не се во согласност со изјавите на надлежните институции, кои што велат дека ситуацијата е под контрола. Бројот на нови случаи е вознемирувачки, блиску до пикот кој што го имавме минатиот месец. Министерот за здравство доктор Венко Филипче и покрај загрижувачките бројки смета дека здравството добро се справува и со овој бран. Но дали е целосно безбедно додека бројот неочекувано расте? Студентите на ниво на целата држава да ги реализираат испитите со физичко присуство токму во главниот град каде што и жариштето на коронавирусот. Дали е безбедно студентите од целата држава токму во овој период кога ситуацијата со коронавирусот дефинитивно не ја презентира својата најсјајна слика, да реализираат средби со професорите кои што ќе го утврдуваат нивното знаење базирајќи се на одреден протокол? Свесни сме дека особено младите лица, почнувајќи на територијата на градот Велес, па ширум низ целата земја, не носат соодветна заштита, се групираат во вечерните часови, постапуваат тотално спротивно од мерките донесени од владата на Република Северна Македонија по препорака на Комисијата за заразни болести. Впрочем, ова го потврди првиот човек на општина Велес, градоначалникот Аца Котевски, на својата последно одржана пресконференција. Многу ме разочарува фактот што беше потенциран на денешниот состанок на штабот, што децата и дел од младите масовно не ги почитуваат мерките за заштита, не носат заштитни средства и до доцна во ноќните часови се нам премногу блиско растојание, веќе има поплаки од граѓаните кои живеат во околните згради. Јас сум разочаран и од големата некултура и домашно невоспитување од дел од нив, затоа што оставаат голем неред во ноќните часови откако ќе си заминат. Протоколот за високообразовните установи има утврдени јасни и прецизни мерки за безбедно функционирање, но под знак прашалник е дали всушност младите ќе го почитуваат и нема да се групираат. Дополнително што ја загрозува оваа ситуација, според најновите информации, студентските домови нема да се отворат. Од Македонски железници информираат дека нема да издаваат бесплатни билети за младите, што го прави овој проблем уште посериозен. Одговор на оваа компликација побаравме кај министерот за здравство доктор Венко Филипче. Дали ќе биде безбедно студентите да ја започнат својата испитна сесија веќе наредна недела и покрај донесените протоколи? Во однос на сесиите, се што значи придржување до мерките на однесување во затворен простор е нешто што според протоколот може да се одвива. Едукациите, школите, сесиите, автошколите што беа пуштени во функција, значи сето тоа може нормално да се одвива. Факултетските собранија на одредени факултети одржуваат масовни состаноци и се трудат да ја прилагодат ситуацијата кон најдоброто за студентите. Нивните напори со оглед на ситуацијата во последните денови е да се даде слобода на секој професор да одлучи што е најдобро за неговиот предмет, односно професорот сам да одлучува дали ќе го реализира утврдувањето на знаењето преку онлайн платформа за комуникација или пак со физичко присуство. Најавени се состаноци на повеќе високообразовни институции каде што студентите очекуваат информации за прилагодување на новонастанатата загрижувачка состојба.